Оваа тема, според мене, ќе биде една од да речам, тешките теми или најисцрпувачките теми за нашиот систем, но и за генерално и за граѓанското општество, и за политичарите, и за институциите. Реформата на јавната администрација е нешто за што се збори 30 години. Во меѓувреме има повеќе слојни проблеми во администрацијата кои што не се сведуваат само на бројката, значи колку има вработени или колку, туку што работат тие вработени, какви услуги даваат, какви услуги можат да даваат, а не даваат, кој е квалитетот и брзината на тие услуги, каде граѓаните се соочуваат со пречки, корупција и застој, дали за тоа се виновни законите, процедурите или човечкиот фактор, и конечно, по мене суштинското прашање, што ќе треба да го одговориме низ тој патокас. Како да се задржат добрите работници во јавната администрација и квалитетните кадри во јавната администрација, од една страна, а како на оние кои што се непрофесионални, неквалитетни и го рушат имиџот на целата јавна управа, да им се најде начин да бидат отстранети од тој систем. Тие, по мене тоа ќе биде клучно, затоа што ние покрај тоа што се соочуваме со сите проблеми со кои што се соочуваме, и неефикасност, и покрај сите обиди. 30 години се правила реформа на администрација, имаме премногу институции, имаме во некои институции премногу кадри, во некои институции премалку кадри. А клучот на сето тоа, пак ќе кажам, според мене, клучот на сето тоа е таа политика на задржување на добрите кадри. Затоа што ние се соочуваме моментално со сериозен проблем на одлив на квалитетни кадри од јавната управа во приватниот сектор. Тоа се конкретно лоцирани области. Да речеме, многу е тешко да се задржат оние луѓе кои што работат на ИПА проектите, кои што ги имплементираат повиците, тендерите, но и спроведувањето на тие проекти. Многу е тешко да се задржат кадрите кои што работат во делот на финансии, јавни набавки, бидејќи се многу специјализирани, ги знаат тие процедури и се многу барени. Ревизори, исто така, тешко се наоѓаат. Програмери, луѓе што работат во IT индустријата, што треба да го одржуваат IT системот на државата, многу тешко се наоѓаат. Значи имаме лоцирано исто така и економисти, архитекти, кои, например, во Министерството за транспорт, проектите од ИПА не може да се спроведат без добри архитекти кои што ќе работат на тоа. Значи имаме дефинитивно проблем и ние мора да најдеме начин, секако и луѓе кои што работат во преговорите со ЕУ, мора да најдеме начин како тие луѓе да ги мотивираме да останат, а други да привлечеме и да ги обучиме да станат како овие кои што се обидуваме да ги задржиме. Во моментот тоа е сериозен проблем. Има мали чекори што ги правиме. Да речеме, сите што работат на ИПА, во ИПА структурите добиваат додаток од 15% на платата. Сите што работат во делот на финансии добиваат исто така извесен додаток на платата. Има можност секој министер, секој носител на институција да награди 30% од вработените со 30% додаток на плата, но тоа се се адхок инструменти кои што се прават за да се колку толку ублажи ситуацијата. Трајно решение, според мене, ќе мора да значи зголемување на платите на овие дефицитарни кадри, кои што ги немаме и кои што ни се потребни, а од друга страна, оној неефикасен дел на администрацијата, да најдеме начин да го исто така изменаџираме и трансформираме.